од кои 20 се од областа на здравството, кои што популистички предизборно се однесуваат во однос на прекршоците. Така да, наместо предлагам 3 точки, од дневни... Ве молам. Предлагам 3 точки од предложениот дневен ред да бидат отстранети. Точката број 88, кој што се однесува за изменување на Законот за здравствена заштита. Може ли да ми го стопирате времето? Добро. Значи, точката 89 исто да биде отстранета од дневниот ред, кој што се однесува на изменување на Законот за здравствена заштита за пушењето, и точката број 90 да биде отстранета, кој што се однесува за изменување на Законот за евиденции во областа на здравството. Истите точки, трите наведени, ги предлагам да бидат отстранети од дневниот ред со цел затоа што освен популистички предизборно во кој што се наведува дека ќе бидат намалени санкциите, не се нуди никакво друго суштинско решение. Напротив, предизборно оваа власт и во текот на целиот мандат се ветуваше нов закон за здравствена заштита, кој што очигледно не успеа ниту малце да променат од тоа. И наместо да си признаат за својот неуспех и немање на резултат, сега ни кажуваат дека дадените минимални промени кои што се направија биле суштинските реформи во здравството. Исто како што ветуваа заплатата на докторите од 100.000 денари, кој што и вчера министерот Филипче на својот Facebook дзид напиша дека било остварена целта. Значи, замислете, колеги, 100.000 денари имаме од јануари. Исто ветуваа дека и Законот за здравствена заштита бил променет со суштински реформи. Оваа се ветувањата и резултатот на оваа влада. Немајки доблест да си признаат дека не успеа, ама баш ништо да променат во здравството, сега популистички кажуваат дека нивните ветувања се исполнети, дека докторите земале 100.000 денари плата. Предлогот